Еве сме повторно назад во студиото на К3 во живо утринска емисија Нов ден. Првиот дел ни заврши, но затоа на почеток сме од вториот дел резервиран за тема на денот, разговори и гости во студиото. И ово утро можам да ви кажам дека имаме интересна тема, останете со нас да ја проследите. Имаме интересна гостинка со која ќе поразговараме. Меѓутоа за тоа за кого станува збор ќе ви откријам нешто подоцна. Првин го следиме прилогот како вовет за денешната тема, па се враќаме назад во студиото за да ви го представам мојот гостин. Сигурно сте размислувале што би направиле во брак доколку партнерот ве изневери. Дали воопшто би можеле да преминете преку тоа и да му простите? Или разводот е единствен излез? Љубовта е најголемата сила што ги спојува луѓето во брак. Токму таа е причината тие да останат заедно и по неверство. Доколку има доволно љубов и разбирање, човечкиот ум може да прости се. Постои физичко, телесно и психичко емоционално неверство, во кое партнерот изневерува во своите мисли. И ниту една од овие ситуации не може да биде толку трагична, доколку во еден брак има доволно страст. Секој човек е љубопитен и понекогаш овие непријатни ситуации се случуваат бидејќи луѓето сакаат да се уверат дека го имаат најдоброто. Секој од нас би се запрашал доколку се најде во таква ситуација, дали ќе може да му прости на партнерот и да продолжи да живее нормално без понатамошни обвинувања на партнерот. Кога некој ќе го изговори зборот неверство, веднаш се прашувате што би направиле во таа ситуација. Најпрвин сите се со исто мислење. Не, јас тоа никогаш не би можела да му го простам. Но, дали доколку ве изневери партнерот, би можеле веднаш да се откажете од него и од сите години поминати заедно? Најважно е да бидете силни и смирени. Со помош на вашата разумност ќе можете да ги пребродите овие тешки мигови во вашиот живот. Вие сте некој кој вреди и заслужува почит. Некој кој има сила да се справи со се. Посветете си повеќе внимание. Нова фризура, гардероба, почесто излегувајте со другарките на кафе. Со еден збор, дајте нова светлина на вашиот живот. Доколку сватите дека треба да му простите и да го продолжите вашиот живот со него, работете на повторно стекнување доверба во вашиот партнер. Еден од начините е да ви кажува што прави кога не е со вас, но само додека не почувствувате дека можете повторно да му верувате. Полека градете ја врската и разгорете ја страста која сте ја имале во минатото. Одете на романтична вечера, држете се за раце, вратете ја романсата во вашиот брак. Честопати вината не ја барате во вас и секако не треба да се обвинувате себе си за неговото неверство. Но исто толку сте виновни ако кажете дека можете да го простите изневерувањето, а не го мислите тоа. Не мислете постојано на тоа што се случило и не употребувајте го како аргумент во секоја кавга доколку сте решени да заборавите се. Не очекувајте дека лесно ќе заборавите. Неверството страшно боли, па затоа дајте си време и бидете трпеливи. Разговарајте со вашиот сопруг за неверството. Зошто го направил тоа? Што му недостига во вашата врска? Дали добил нешто повеќе со изневерувањето? Не плашете се да кажете збогум ако не можете повеќе да му верувате, а тоа ви пречи во секојдневниот однос. Секоја врска се темели на заедничка почит и доколку ни тоа не го добивате од партнерот, време е да се разделите. Бидејќи бракот е нешто свето, нешто што треба да се чува и негува, но сепак тој не е нешто што е неподложно на промени. Во него мора многу да се инвестира и да се подарува љубов.
Веќе сега сигурно знаете на која тема во денешното издание на утринската програма Нов ден ќе разговарам со мојата гостинка, а со мене во студиото. Добре дојде велам на Лиле Станковска, психолог. Добро утро, добре ни дојде. Добро утро. Убав ден ви посакувам на вас и на сите гледачи на вашата емисија. Се надевам дека колку можеме повеќе ќе размениме мислења, искуства, дилеми околу оваа тема, така да ќе им биде појасно на гледачите и ќе ги разрешат сите своји дилеми околу оваа голема тема. Така, доколку имаат некој си има соочено со ваков проблем, доколку за некои тематики постои некоја одредена дефиниција со која може да се дефинираат, каква е генерализацијата кога станува збор за неверството? Па вака, изневерувањето, нема некоја конкретна дефиниција. Можеме да зборуваме, генерализирано, како, поширокиот дел од популацијата го сваќа поимот неверство, но и самиот тој процес, на изневерување. Па така, изневерувањето представува, задоволување на субјектот, односно изневерувачот, на некоја своја емоционална или сексуална, потреба со партнер со кој што не е во врска, или зборуваме, со партнер со кој што не е во брак. Може да се категоризира како задоволување на емоционална или сексуална, некоја потреба, но исто може и задоволување на двете потреби, и емоционална и сексуална потреба. Тоа е за поширокото размислување кај популацијата. Потесниот круг сегментирано може да размислува за изневерувањето и доколку, например, партнерот пишува на некоја од социјалните мрежи, денеска популарна Facebook мрежа, споделува некои своји интимни искуства, интимни некои своји потреби, желби со некоја друга особа со која што не е во врска, или пак зборуваме за брак или со која што не е во брак. Но тоа е сегментирано и за тоа се дели размислувањето на потесен или помал круг од популацијата. Изневерувањето генерализирано представува наоѓање на партнер со кој што не е во врска, задоволување на своите потреби со тој партнер. Потребите може да бидат од различна природа, како што кажав, дали тоа е некоја емоционална природа, потреба да кажеме за нежност, може да биде потреба за романтичност, исто така недостиг на комуникација со партнерот со кој што е во врска, или пак задоволување на сексуалната потреба. Со тоа можеме да ги наведеме кои се причините за овој чин. Да, за изневерувањето. Причините за изневерувањето па можеме да наведеме како категории од причини, кај машкиот пол и некои така поголеми причини или основни причини кај женскиот пол. Категории кај машкиот пол, мажите ги изневеруваат жените заради суета. Мажот сака да ја покаже својата машкост, кај и да добие признание од женскиот пол. Да, тој со признанието од женскиот пол самиот на себе си докажува за својата машкост. Овој тип на изневерување е така безопасен, милив, тоа е некоја милива фаза кај мажите, да, во неговиот живот. Но исто така имаме две категории кои што се доста опасни, и завршуваат фатално, фатален крај за врската или пак за бракот. Тоа е кога мажот го прави тоа заради фрустрации, тој се наоѓа во криза, сака да ја надмине кризата во која што се наоѓа, смета дека неговата младост е пропуштена и дека излез од пропуштената младост, незадоволените искуства од младоста и од тој период, ги задоволува со некоја нова особа со која што доживува некое возбудување, промена и тоа го насочува напред. Најчесто овој тип на мажи го остварува својот сон за промени, за ново што не успела тоа да го направи во текот на младоста. И овој тип на мажи го завршуваат, ја завршуваат, тоест врската или пак бракот. И ова е доста фатален и опасен тип. Исто така можеме да зборуваме за
сексуалното задоволство, значи тоа е некоја трета категорија, да кажеме, во врска со машкото изневерување. Сексуалното задоволство, значи, доведува до, да кажеме, до тотален крај на врската, како се манифестира. Значи, мажот заради сексуално незадоволство со партнерката со која што е во врска или во брак, бара, значи, сексуално задоволство со друга партнерка. Најчесто, значи, го манифестира тоа со излегување по ноќните клубови, значи барање на жртвата во наводници, што ќе го задоволи сексуално. Со тоа, значи, тој начин на живот го применува, значи, за подолг временски период или па крајно, и тоа го невозможува неговото враќање на стариот живот, значи на веќе почнатиот живот со партнерката, на врската или бракот. Затоа, значи, затоа што продолжува со тој начин на живот, се губат и чувствата спрема партнерката која што ја имал, значи, или која што ја има во врската. И овој, значи, овој тип на изневерување е најлош и завршува, значи, фатално за врската, или пак, например, доколку разговараме, зборуваме, значи, за бракот, завршува со разведување на двицата партнери. Така. И сега, значи, можеме тука да зборуваме за женскиот тип на изневерување, затоа што ги наброивме, значи, категориите на машкото изневерување. Женското изневерување се води повеќе по емоционална основа. Значи, жените изневеруваат, да кажеме, заради нежност, заради романтика. Значи, зборуваме за недостиг. Значи, се она што недостасува во врската. Нежност, романтика, потреба, значи, за комуникација, за разговор, да. Сите тие, значи, причини се повеќе на емоционална основа. Не се изостанува и изневерувањето заради сексуална основа. Сега, значи, зборуваме генерализирано за мажите и за жените. Сепак, значи, како крајна дефиниција, значи, без разлика, да не правиме поделби меѓу мажи и жени, значи, крајна дефиниција на причината или основата за изневерувањето е некој тип на проблем. Проблем, попреченост, пречка, значи, во врската или во бракот помеѓу двајца партнери. Тој проблем, затоа што, значи, не постои основа да се реши, значи, или не сакаат да го решат, значи, двицата партнери, значи, може да изневеруваат, и тој проблем исто така може, значи, како што кажавме, да има емоционална сексуална основа, и тоа веќе, значи, се враќаме на почетокот и веќе го генерализиравме. Значи, секако основната причина е проблемот кој што постои помеѓу двајца партнери. Заради проблем, попреченост, значи, одат во прегратките на друга жена или друг маж. Друг маж. Така, како ако можеме да кажеме начинот кога почнува неверството, за самиот чин, за ситуацијата после изневерувањето? Па вака, значи, тоа е индивидуално. Индивидуално не можеме, значи, тука да генерализираме. Некои, значи, го започнуваат неверството, да кажеме, значи, па ако го сметаме, значи, почетокот со пишувањето на социјалните мрежи, комуникација со друга особа. Во тој случај, значи, неверството започнува со споделување, да кажеме, на некои своји интимни потреби, желби со другата особа, наоѓање на разбирање од страна на другата особа, и потоа, значи, се впушта во договарање, значи, на средбата, потоа, значи, начинот на изневерување и така натаму. Други, значи, се друг дел сегмент, значи, од популацијата на изневерувачи. Значи, тоа го прават, да кажеме, многу брзо, моментално. Например, ќе влезе во кафич, ќе најде некоја особа, значи, тука е чинот на изневерување, брзо, значи, ќе направи разговор со неја, ќе искомуницира, и потоа, значи, започнува чинот на изневерување, значи, ако зборуваме за сексуалното изневерување. Исто така, значи, постои тип на луѓе кои што додека се во истата средина, да кажеме, во оваа наша средина, значи, не го прават тоа. Кога ќе ја сменат средината, значи, доаѓа до изневерување на партнерката. Имаме голем пример, значи, на луѓе кои што заминале на печалба, кои што се надвор од нашата држава и кои што тогаш на долг временски период разделени од својот партнер. Точно така, и кои што тогаш, значи, во тој момент значи, кога ќе заминат од државата, тогаш, значи, ќе ја изневеруваат партнерката.
се прашуваме зошто е тоа така. Значи народски муабети ќе кажат до вчера не беше значи таков, сега значи заминал негде на страна и ја изневерува значи партнерката. Одговорите може да бидат затоа што луѓето на страна значи сметаат дека неговата партнерка има многу мали шанси да дознае за неговото изневерување. Затоа што е во друга средина и Да, точно така, и нема информации. Ние сме мал град, значи мала средина во која што многу брзо значи имаме брз протек на информации, брзо се дознава. Так. За разлика значи од надвор во кој што сметаат дека значи шансите значи се многу мали да се дознае, а со тоа значи се јавува и помислата дека чувството на вина значи ќе биде помало. Значи помалку ќе се чувствува виновен доколку партнерката значи ја изневерува на страна, значи надвор од државата, за разлика од тука, значи тука се соочува и со секојдневно видување на партнерката. Значи, причина за тоа или основа за тоа е физичката дистанцираност. Значи, заради физичката дистанцираност доаѓа до таков тип на размислување дека неговото чувство на вина ќе биде помало, што во голем значи број на, да кажеме, на примери се покажало како погрешно. Значи, неговото чувство на вина е на високо ниво. Зошто е тоа така? Затоа што тој значи ја напушта таа средина и се враќа во средината во која што значи има врска, брак и се соочува. И пак се соочува значи со проблемот. Не може да се избегне проблемот. Проблемот може да се избегне доколку значи остане трајно во тој тип на средина, што во многу мал број значи се покажува како точно. Така, кој е најдобриот начин за двајцата партнери, без разлика дали се во врска или во брак, да се надмине тоа чувство на вина, доколку споменавме, дали доколку се признае неверството и самиот чин, чувството на вина ќе биде помало или пак обратно? Како да се надмине таа состојба и за двајцата партнери, и оној кој што изневерува, и личноста која што е изневерена? И тоа е значи субјективно, и тоа зависи значи од врската, од значи врската на двајца партнери, но исто така значи од нивните карактери. Затоа што значи имаме полабилни карактери, имаме постабилни карактери, значи имаме луѓе кои што полесно простуваат, имаме луѓе што потешко простуваат. Така да надминување значи на тој кризен период, на таа криза, треба да го најдат самите партнери. Првин би значи насочила дека тоа би бил самиот разговор, значи за чинот на изневерување, зошто се тоа случило, значи која е причината за тоа, за да се идентификува причината. Доколку не се идентификува причината, значи не може ништо да се направи понатаму во нивната врска. Дали е тоа заради возбудлив живот, заради промени, значи доколку е заради тој факт, значи треба да се смени нешто во нивната врска или во нивниот брак. Дали е тоа значи заради некои, да кажеме, физички карактеристики кај друга особа, значи нешто што го привлекува партнерот значи кај другата особа. И за тоа значи треба да се разговара. Дали тоа е емоционалната потреба, значи потреба за гушкање, за љубов, за внимание, значи тука е поширок круг на потреби. Треба значи да се идентификува потребата, причината значи за чинот на изневерување и потоа значи да се разговара на тема колку значи двајцата партнери се спремни, се подготвени да надминат таа криза. Значи ако психички недоволно се спремни, подготвени и немаат, значи немаат своји способности, немаат енергија значи да ја надминат таа криза, да се борат понатаму во животот, најдобро значи за двајцата ќе биде значи да го разрешат тоа со прекина врската или со развод. Колку помагаат, еве, сега сме во ова време кога постојат голем број на советувалишта и терапии, ако не помогне самиот разговор и комуникацијата помеѓу двајцата партнери за да се разговара и за да се најде причината и проблемот зошто настанало неверството, колку помагаат еве терапиите и советувалиштата? Па вака. Значи терапијата, значи советувањето на партнерите секако ќе помогне. Само значи не е познато во која фаза, значи во кој правец тоа ќе отиде. Пак ќе кажам, значи во зависност од нивните карактери, значи во зависност од проблематиката на изневерувањето,
значи самиот процес на советување може да помогне значи двајцата партнери да ја надминат кризата и да продолжат понатаму. Секако значи тоа е со насочување за подобрување значи на нивниот живот, откривање на причината, отстранување на причината, подобрување на нивната врска, значи внесување на промени, внесување на емоции, значи задоволување на таа потреба или пак задоволување на сексуална потреба, значи да се работи на тоа. Но секако значи советувањето не може секогаш да зборуваме за позитивни ефекти од советување, позитивно е да останат во врска. Негативно од советување значи може да со продлабочување на тој проблем негативно значи да влие кај двајцата партнери. Така што значи партнерот се повеќе го свестува, се повеќе се навраќа на делот на прелюбата, значи на изневерувањето на партнерот, значи изневерувачот. И со тоа значи влегува уште во поголема криза, која што значи тешко ја надминува, тешко ќе може да ја надмине, затоа што таа криза значи носи многу негативни чувства. Значи тоа е чувство на несигурност, знаеме дека значи со изневерувањето се јавува чувство на несигурност, се губи значи довербата, што е основен двигател значи за една врска и значи за бракот. Потоа исто така значи чувства на само понижување, значи губење на самодовербата, на својата самодоверба, значи чувство на вина исто така значи се јавува кај лицето кое што е изневерено, значи повредено од другиот партнер. Така ги бара причините зошто можеби вината е во него. Да, точно така, значи ја бара причината, значи дали таа причина се наоѓа во неговите некои физички мани, дали е во неговото значи неговиот начин на однесување, неговиот начин на постапување, однесување конкретно значи со партнерот, неговото однесување во рамките на семејството. Така да значи советувањето може да оди во позитивен правец, советувањето во негативен. Сепак значи јас значи како стручно лице, како психолог, значи ги советувам да значи да пробаат со начинот на советување, со психолошкото советување. И мислам дека пак во зависност од партнерите и од карактерите, ако не се најде значи некое решение кое што треба тие двајца да го решат, значи едноставно ќе ги дознаат, ќе осознаат целата проблематика, целокупниот проблем, па тоа значи ќе им биде и како лекција значи за понатамошниот живот. Така. Споменавме довербата, можеби и најбитното прашање, но што кога љубовта е во прашање? Дали таа треба да биде причината поради која на некому треба да му се прости изневерувањето? И најчесто ја наведуваат како причина да тоа го направиш поради љубовта која што ја имам спрема него. Да. Па тоа се најчестите изговори. Значи кај популацијата која што простува, тоа му го простив заради љубов. Тоа му го простив заради љубов, но си правиме штета на самиот себе. Тоа е многу лошо, затоа што значи причините, поголеми се причините за да не му се прости, значи изневерувањето. Значи опростувањето на изневерувањето заради љубов најчесто според истражувањата значи според истражувањата, значи кои што се правени врз таа основа, говорат дека и тој начин на простување завршува значи фатално со прекина врската или бракот или со развод. Можеме да се осврнеме на пример на прашањето зошто да не се прости. Значи тоа е една причина зошто да се прости значи изневерувањето. Можеме значи да разговараме на прашањето зошто да не се прости изневерувањето. Па вака, значи можеме да почнеме први со наведување, значи на некои поглобални причини за непростување на изневерувањето. Некои значи сметат луѓе дека самата афера ќе им донесе поголема стабилност. Значи тоа е миливо, ќе го пробам тоа, но си имам сигурно нешто на страна, тоа ми е стабилно, не се менува и така продолжувам, значи така продолжувам понатаму. Но обично значи тоа никогаш не се случува, никогаш не е така, значи како што се наведуваат тие некои причини. Толку ја снема значи довербата, значи врската се уништува. Така што значи со таа афера вие го изневерувате партнерот, вие значи крајно одите во некој
ја рушите неговата значи доверба, кога тогаш значи ќе се дознае, дали тоа ќе биде значи после неколку месеци, неколку години или подолг временски период. Тука веќе зборуваме значи за тоа колку ќе биде болно за партнерот. Најчесто значи кога дознаваат побрзо, размислува партнерот, не сум се измачувал толку време, значи не сум чекал колку време тоа го правил, затоа и се поставува прашањето значи колку време си бил во врска со друга партнерка. Така да значи тука не можеме да зборуваме значи да се навратам дека аферата би го променила, значи би ја променила врската, би ја направила постабилна. Значи само може да отиде во фатален крај значи на врската, губење на довербата. Можеме да разговараме исто значи на тема доколку би имале деца. Значи самиот чин на изневерување, простување значи на изневерувањето, каков пример им даваме значи на децата. Погрешен пример им даваме, затоа што тоа значи не е во склоп на нашиот став, нашиот начин на воспитување. Ние ги учиме дека кога некој те повредува, треба значи да му опростиш. Но секој вид значи на предавство и неверство е лошо, така да и во овој случај значи не треба да ги учиме дека неверството и предавството е добра страна, а децата значи со простување и со тоест доколку значи ја познаваат ситуацијата, значи ќе го знаат и ќе бидат запознаени со тоа, значи дека неверството, предавството е добро. Значи тоа не е добро и не треба значи да им се внесува таков начин на воспитување, не треба родителите на таков начин да ги воспитуваат. Исто така значи се прашуваме многу често дали неверството ќе се повтори. Неверството во најголем број на случаи се повторува. Значи кога еден значи субјект изневерувач, значи тоа го направил еднаш, големи се шансите тоа да го направи повтор пат, по трет пат. Не зборуваме дали со иста особа, значи може да биде со друга личност, со друга особа. Значи изговорите дека тоа ми се случило еднаш и тоа веќе значи нема да се направи, тоа е значи многу несигурно, тоест невалидно значи кажување. Не треба да им се верува значи на таквите кажувања од страна на изневерувачот. Па партнерот кој изневерува, самиот го одбрал тоа, а истражувањата покажуваат дека неверството често се повторува. Значи основа за тоа се истражувањата кои што покажуваат, а истражувањата се, да кажеме, еден повалиден, тоест највалиден доказ за подкрепа на некое мислење. Изневеруваните партнери, значи еве сега зборувавме значи претходно за доколку им се прости на партнерите. Значи изневеруваните партнери продолжуваат понатаму, но тука е значи чувството на несигурност, чувството значи на вина кај двицата партнери и многу тешко значи може да продолжат понатаму со тие чувства. Па за на крај значи за наведување на причините како зошто да не им се прости значи на мажите, заради значи таа криза, значи заради склоп на тие чувства, заради децата значи каков пример им даваме, заради тоа што значи може самиот чин да се повтори без разлика дали со иста или со друга особа. Ви кажала за крај дека секоја значи особа и секоја личност е доволно вредна. Треба значи да се почитува самата себе и дека никој не треба да дозволи значи никој значи да ја изневерува и да ја повредува. Така, пред да си продолжиме понатаму ние со разговорот, да се одмориме малку и да здивнеме со музичка номера. Еве сме повторно назад, се одморивме со кратка музика, убава музика, а продолжуваме понатаму за оние кои што можеби сега ни се приклучуваат и не следат. Денешната тема на денот во ова утринско издание на емисијата Нов ден е неверството и мој гостин, односно со мене во студиото е Лиле Станковска, психолог. Лиле, да споменеме еве според истражувањата кои што се направени, постојат ли бројки кои што кажуваат кој е повеќе склон кон неверството, дали мажите или жените? Да, постојат значи истражувања кои што се направени
и кои што говорат за тоа, значи кој изневерува повеќе. Па вака, значи според истражувањето, жените се повеќе промискуитетни. Тоа истражување е направено 2012 година, учествувале значи 4000 луѓе. Според, еве сега ќе ги наведам значи податоците, потоа може да дискутираме. Женскиот пол во просек имаат 2 љубовници, мажите имаат 1. Жените во вонбрачни врски бараат љубов, значи се навраќаме на тоа, значи дека тоа е емоционалната природа кај жените, тие бараат љубов, емоционална исполнетост, романтика, начин да ја зголемат својата самодоверба, а мажите сакаат сексуално возбудување, излегување од монотонијата на бракот, на секојдневието, на бракот. Потоа исто така за жените, за разлика од мажите, почесто се заљубуваат во својот љубовник и први се впуштаат во вонбрачна врска. Тоа е значи како еден факт од истражувањата. За годините, жените најчесто тоа го прават после 5 години од врската или бракот, за разлика значи од мажите кои што го прават после 6-та година од бракот. Сега можеме да ги наведеме, значи за жените како возрастна доба е 37-та година, за мажите тоа е некои 5 години, значи подоцна, тоа е 42-та година од животот, возраста. За, значи процентуално да ги наведеме, 76% од жените и покрај неверството го сака значи својот партнер. За разлика значи од нив 67% од мажите, мада тука немаме голема процентуална разлика, секој процент е битен, но тука не е запазена толку голема процентуална разлика. 67% од мажите значи го сакаат својот партнер и исто така имаме 80% од неверниците немаат намера да се разведат. Значи тоа е голем процент. Значи немаат намера да ги напуштат своите партнери. 40% од жените побарале развод кога дознале за неверството, а 30% од мажите значи побарале развод кога дознале за неверството. Значи пак тука процентуално можеме да кажеме дека жените се тие кога веднаш ќе побараат развод или ќе ја прекинат врската. Исто така жените полесно пронаоѓаат љубовник и најчесто имаат контрола над тоа, над таа врска, значи, за разлика од мажите. И генерализирано од целото ова истражување, во вонбрачните врски, значи жените бараат емоции, мажите бараат телесно уживање, телесно сексуално задоволство. Еве, споменавме што повеќе боли, емоционалното или сексуалното изневерување? Овака, значи тука има различни одговори. Значи постојат разлики помеѓу мажите и жените. Најновите истражувања кои што се направени во доменот, во таа област, кажуваат дека жените многу потешко ќе поднесат нивниот сакан да се заљуби во друга особа во споредба со сексуално, значи изневерување. Сексуалното изневерување го доживуваат како полесен начин, за разлика значи од заљубување во другата особа. Значи сега да кажеме така процентуално, тоест 2/3 значи од испитаничките се изјасниле дека емоционалната измама им се чини пострашна од необврзана значи афера и би биле далеку повеќе љубоморни да знаат дека нивниот партнер романтично воздивнува за друга жена отколку да испробува нови секс пози. Значи претходното што го кажав го подкрепивме значи со доказ од истражувањето, значи бројчен доказ од истражувањето. Спротивно значи на кажувањето на жените, мажите значи повеќе во поголем број значи сметаат дека сцената на нивната драга, нивната партнерка во сексуален однос и да ја најдат во кревет со друга е многу поболна отколку признанието значи на чувствата на партнерката спрема другата особа и самиот чин на заљубување на партнерката во другата особа. Мажите исто така повеќе се плашат од сексуалното неверство,
заради сексуалното неверство, заради тоа се плашат жени, тоест мажите повеќе се плашат од сексуалното изневерување, заради тоа и кај голем дел, значи кај мажите постои прашањето дали детето е мое, значи Така, доколку дали се начне нов живот. Да. Дали ако се зачне нов живот, значи се сомневаат, а причината за тоа е затоа што се плашат од сексуалното изневерување, значи од страна на нивната партнерка. На жените, значи, им е важно да знаат дека до себе имаат партнер кој се грижи, значи, за нив, за семејството, и поради тоа тешко им паѓа мислата дека тие попрво би биле со некоја друга, отколку тешко им паѓа мислата дека тие попрво би биле, значи, со некоја друга, значи, партнерка. Причината за тоа и основата е, значи, семејството, за разлика, значи, од мажите. Ова се, значи, резултатите од истражувањето на доктор Гери Брас од Универзитетот во Канзас. Генерализирано, значи, да генерализираме на целото ова истражување, ќе кажеме дека за мажите, значи, е поболно сексуалното изневерување, за жените е поболно емоционалното, значи, изневерување. Признанието на партнерот дека сака друга и е заљубен во друга е поболно во споредба, значи, со сексуален чин, значи, со таа особа. За разлика, значи, од мажите, жените, значи, размислуваат, тоест за разлика од жените, мажите размислуваат спротивно на нив. Значи, за мажите поболно е сексуалното изневерување, значи, од страна на нивните партнерки, во споредба со емоционалното изневерување или признанието дека таа е заљубена во некој друг партнер. Еве, да не заборавиме да споменеме кога се завршува врската или бракот завршува со развод. Што е најдобро да прават партнерите после тоа? Значи, еве, некои споменуваат за женскиот пол дека ја менуваат фризурата, се одат повеќе на шопинг, додека мажите повеќе сакаат да лудуваат со своите пријатели и да излегуваат во ноќни клубови. Па да, значи, најдобро во целата ситуација, после раскинување на врската, после, значи, прекин на бракот, најдобри се промените, значи, кај двицата партнери, да започнат нов живот. Значи, со самите промени тие започнуваат и нов живот. За жените, значи, ние жените, значи, сакаме средување, сакаме излегување, значи, со другарки, сакаме промени, значи, во врска со средувањето, па така би ја поддржала таа теза, дека со промена на имиџот, значи, на надворешниот изглед, промена на фризурата, на бојата на коса, значи, би започнале, или тоа би биле, значи, корените на нашиот понатамошен нов живот. И сега, значи, машките спротивно на тоа повеќе се склони на, да кажеме, не дека не се заинтересирани, значи, за својот стил, за својот начин на облекување и слично, изглед. Сепак тие, значи, одат во некоја друга насока, повеќе, значи, се заинтересирани за излегување со другарите, значи, останување до раните утрински зори. Исто, значи, запознавање на нови личности, би кажала дека тоа е добро, значи, за мажите и за жените. Значи, жените и мажите треба да се едноставно да се ослободат од минатото и да започнат да комуницираат со нови особи, да стекнуваат нови пријателства, да градат. И секако, значи, тоа е исто така некоја основа за наоѓање на некој иден партнер, значи, намалување на фрустрациите, па целосно лечење на фрустрациите од претходниот, значи, партнер и наоѓање, значи, на нов љубовен партнер. Така, што кога, еве, веќе се простува неверството, кога сме кај тоа дали да се прости или не, дали секогаш треба да се прости или не треба да се прости? Па вака, значи, и тоа е индивидуално, зависи од психичкиот склоп, значи, на двајца партнери. Тоа е, значи, криза. И колку ние сме спремни, значи, да ја надминеме таа криза. Некои, значи, да кажеме,
некои особи значи се поспремни да ја надминат, поминат психички преку тоа. се постабилни, подготвени се да ја надминат, а што подразбираме, значи под надминување, да не се навраќаат значи на процесот на прељубата, да не се навраќаат на тие чувства. Значи да го излекуваат тој дел од животот и да продолжат понатаму со нов живот без во себе да собираат значи некои, да кажеме, негативни чувства, негативни емоции што се поврзани со тој настан, со значи чинот на прељуба. Па така значи би кажала дека тоа пак зависи од психичкиот слоб, како што реков, и дека ако веќе значи се чувствуваат неспремни, значи не можат да одат против своите чувства, најдобро ќе биде значи да ја завршат врската. Затоа што продолжување значи на врската со изговори или пак со залажување на самиот себе, би кажала значи повеќе со залажување на самиот себе, дека ќе продолжиме понатаму, значи нема, се ќе биде во ред, нема, значи се ќе биде супер. Нема да помогнат, затоа што тоа е значи залажување кое што ќе трае значи извесен период, да кажеме, од животот, дали се работи за неколку месеци, неколку години, и пак на крајот значи ќе се насоберат тие чувства, значи ќе се навраќа, тоа и во процесот на поминување и продолжување во животот се навраќа и пак завршува тоа значи со крајот на врската или бракот. Какво е влијанието, еве, секако треба да споменеме влијанието на семејството, на пријателите, на најблиските. Многу пати постојат ситуации кога ќе им се соопшти дека се завршува една долгогодишна врска која трае одреден временски период или пак брак кој трае исто така одреден временски период, кога ќе им се соопшти дека тоа доаѓа крај на врската, многу пати ќе речат зошто уште една шанса, зошто уште еднаш да не пробаш да направиш нов чекор во својот живот и да се биде подобро. Какво е влијанието на семејството и на најблиските, може да влие врз конечната одлука на партнерот? Па лично сметам дека влијанието би било многу мало, затоа што значи партнерот ако веќе си дал значи 2, 3 или повеќе шанси, гледа дека тоа е неуспешно, тешко дека ќе може некој од страна значи да го разубеди и да му кажа значи еве ајде дај си уште една шанса, уште една прилика, затоа што тој ја знае вистинската значи ситуација во неговата врска. Не може никој од страна значи да суди, да знае прво значи да суди за врската на двајца партнери. Без разлика значи на близината на личноста, значи во врската се двајца партнери, тука значи една страна значи семејството на партнерот, семејството на партнерката, значи друштвото, значи другарите, сепак значи за врската си одлучуваат значи тие двајца. Мислам дека и тука зависи колку е сугестибилен значи партнерот. Има партнери кои што би прифатиле, да кажеме, да и дадат на партнерката уште една шанса под сугестија значи на некој од другарите или семејството, така. Но сметам дека тоа значи треба лично треба да го решат тие двајца значи партнери во врската и тие всушност и ја знаат природата на врската, проблематиката на врската, нивните чувства, што ги измачува и за тоа значи не треба да има така мешање значи од така, страна. И да се слушаат сепак. Треба да се послуша совети и советувања, меѓутоа конечната одлука сепак останува на партнерите. Да, добре дојдене секако значи секое мислење, посебно значи од зборуваме значи за блиски особи, но секако значи партнерот си ја донесува одлуката. Значи може да разбери мислења, може значи да му даде совет некој друг, но сепак тој дали ќе послуша, дали нема да послуша, зависи од самиот него. Така нашата екипа направи едно кратко истражување, ги прашавме граѓаните кои што тогаш беа дел од анкетата, дали треба да се прости неверството или не. Следиме анкета па се враќаме назад. Колку неверството во нашата општина во Куманово ги разнишува браковите или врските помеѓу младите? Такав случај може да те кажам на сваки корак. А кој повеќе изневерува, што мислите, маж или жена? Помлади или повозрасни? Такво време дојде некако нема поверење ни у мужи ни у жена. Малце е финансиска работа, малце вие млади многу сакав провод
и сакам слободу. Би малце по ранешно време, подруго смо гледале. Прво фамилија, деца, а вие се денешни сака малце провод. Кој повеќе изневерува спред вас, машко или женско? Во наша општина, во наша. Па мислу исто. Мислу дека исто. Има и женски, у денешно време доста, има и машки. Па во последно време многу често се разделувања. Повише со овие интернети, младите го прифатија живот како на запад. Да. И неуспешно е. Имате ли таков некој пример? Сте слушнали ли? Сум слушнала не малку, него на секој трети граѓанин, младите тоа го не сваќа дека брак е озбилна врска, дека треба да се ценат и поштуват. Тоа е више за нив луксузно. Поинтересно им е животот со проводи. А што мислите, кој повеќе изневерува, маж или жена, помлади или повозрастни? Обидве страни. Нема тука млади, стари генерации, сите исто го практикуваат, и млади и стари. Мислам дека има многу, пошто гледаш дека у последно време бракови се растурав повишке, сигурно е тој узрок зашто се растурав. Се мисли тука на неверство и во врска? Неверство, тачно, да, и во врска, да, постои, али секој си има своје сваќање за таа тема што е. Што мислите, кој е повеќе склон кон неверство, машко или женско? Мислам дека мажите се посклони кон неверство. Сам збор неверство покажува дека има нешто што не е у реду. Дали стари или помлади, тој га свугде има. Само мислам дека не е многу застапено, барем овде у Куманово. Па има и деца што патат од неверството од страна на родители. Значи, Повеќе изневерува, што мислите, маж или жена? па јас мислам дека има и од жени што изневеруваат, ама мислам дека повише се мажи. Тоа беше анкетата која ја направи нашата екипа, ги прашавме граѓаните кои повеќе изневерува, дали мажите или жените и зошто се прави неверството. Лиле, да прокоментираме, слушнавме различни одговори. Некои велат дека мажите се повеќе склони, некои велат дека жените се повеќе склони кон неверството, но наведоа и голем број на причини и дека оваа тематика, односно неверството, се случува на секој трет човек и дека веќе станува и секојдневие. Спомена за финансиите, аз не споменавме и ние. Дали тие имаат исто така голема улога во самиот чин на неверството? Па секако дека имаат. Значи, имаат, но не толку голема, тоест не најголема улога. Клучно. Да, не клучна улога. Финансиите се потребни. Значи, дали е договарање за излегување. Значи, пијачки, значи самото излегување се трошат финанси. Договарање на местото на сретнување на двајцата партнери, на партнерот кој што изневерува и неговата нова партнерка. Значи тоа исто така е трошок на финанси. Така што би кажала дека финансиите имаат улога, имаат удел, но ја немаат таа клучна, пресудна улога. Сега според анкетата слушнавме различни мислења. Некои мислат мажите изневеруваат повеќе, некои жените, некои и мажите и жените. Значи тоа е мислење на луѓето, различни мислења, што е нормално да имаат различни мислења. Тие мислења најчесто ги базираат врз некое свое лично искуство или пак врз познато искуство на другите, да кажеме, да. Ништо поминале другите, како искусиле, па тоа дали се од машки пол, дали се од женски пол, и врз таа база го формираат и своето мислење и го презентираат како такво. Понатаму, исто така имаше спомнато за социјалните мрежи. Голема улога играат и тие, еве сега во поновото време, социјалните мрежи се застапени не само за младата популација, туку и за старата популација. Што кога тие се во прашање? Знаете, мислам, технологијата многу брзо се развива. Луѓето имаат многу брзи начини на информирање.
Социјалните мрежи се многу распространети. Деца од најмала годишна возраст до повозрастни, да кажеме, старосни категории на луѓе се вклучуваат на социјалните мрежи, особено значи на Facebook мрежата. И сега значи е прашањето зошто луѓето, тоест како тоа значи сега се зголемува бројот на изневерување, значи со социјалните мрежи. Па тука би кажала значи дека социјалниот начин, социјалните мрежи е многу брз и многу достапен начин на комуницирање, први на осознавање на другата особа и на воспоставување на контакт. Значи, во споредба со излегување, да кажеме партнерот, партнерката да излегува, да комуницира, да најде, значи тоа е потежок начин да се дознаат, да се добијат информации за особата која што не интересира, но исто така и тоа е значи трошок на енергија, поголем трошок на енергија, на финанси, на пари, за разлика значи од социјалните мрежи. Значи ќе седне на социјалната мрежа, тука нема значи вложување некој, така, ниту финанси, ниту финанси, ниту значи некоја голема енергија. Плюс тоа значи може значи да се прикријат многу особини значи кај личностите. Да, сепак тоа не е контакт лице во лице, туку е контакт. Да. Точно така, значи може да прикријат, може значи се работи за особа која што е многу срамежлива по природа. И таквиот тип на особа значи многу полесно ќе воспостави комуникација, да кажеме значи со друга личност преку социјалните мрежи, во споредба значи со воспоставување на комуникација во живо со другата партнерка, со другата личност. Исто така тука можеме да зборуваме за голем број на тип на особини, значи кај партнерот кој што ете така пресудуваат тој повеќе да ги користи социјалните мрежи. Значи самиот развој на технологијата, сите се вклучени во социјалните мрежи, се намалува тој друштвен живот, партнерите значи го одбираат тој полесен, подостапен начин да комуницираат, да дознаваат за другите особи и сметам дека тоа е значи некоја основа за ете така за зголемување значи на изневерувањето. Добро, Лилија, сепак толку веќе времето ни заврши за ова утринско издание. Тука ќе ти се заблагодарам што ова утро беше моја гостинка, што разговаравме за една навистина комплексна тема која што можеби зема се поголем замав и станува секојдневие. Се надевам дека во некоја наредна прилика повторно ќе имаме можност да зборуваме на истата и за уште еднаш ќе ти се заблагодарам и ти благодарам што одвои време и што ова утро беше со нас. Благодарам и на вас за поканата. Навистина се чувствував пријатно во вашето студио. Поздрав до сите гледачи на вашата емисија. Се надевам на успешна понатамошна соработка со вас и ете дека ќе имаме можност во иднина да поразговараме на други теми и така да споделиме значи дилеми, сваќања, размислувања. И со што значи ќе им помогнеме на гледачите колку можеме да ги насочиме во нивниот начин на размислување, во донесувањето на нивните одлуки и така натаму. Благодарам. Толку во ова издание ни заврши и вториот дел од утринската програма. Повторно се гледаме за 2 дена. Ни следува викенд, убаво одморете се, наполнете ги батериите за новата работна недела, повторно со нас веќе во истиот термин од 7 до 9 часот во понеделник. Од мене имајте убав ден.